Неколку дена подоцна по објавувањето на предавањето за ендеклинација, тука сме и на вежбите за истото предавање. Денес ќе дадеме примери со реченици за падежите акузатив, датив и генитив кои се поврзани со ендеклинацијата. Пред да започнеме, кликнете лайк, кликнете subscribe на каналот и заследете не на Instagram и Facebook. Ова видео, како што кажавме пред малку, е поврзано со истоименото предавање кој можете да го гледате во предавањата за B1 ниво. Сега можеме да започнеме, како што кажавме во предавањето. Ендеклинација имаме во падежите акузатив, за датив и за генитив. Значи за падежот номинатив ендеклинација не постои. За трите овие падежи ќе дадеме пример реченици со кои се надеваме дека ќе се доволни за да ја извежбате оваа граматика. Започнуваме со ендеклинацион или деклинација на именките во германскиот јазик. Прв дел ендеклинацион им акузатив. Деклинација на именки во падежот акузатив. Првата реченица, der Chef lobt den Praktikanten für seine Arbeit. Шефот го фали практикантот за неговата работа. Втор пример, ich habe den Journalisten im Fernsehen gesehen. Јас го имам видено новинарот на телевизија. Значи овде зборуваме за перфект реченица. Der Arzt untersucht den Patienten gründlich. Докторот го прегледува пациентот темелно. Овие реченици не се сите акузативни. Der Lehrer fragt den Jungen nach den Hausaufgaben. Учителот го прашува момчето за домашната задача. Значи да не ве збунуваат зборови кои се во ендеклинација, но се додава само буква Н или буква ЕН. Во овој случај, Јунге ни е нормалниот збор, нормалната именка и затоа запишуваме на крајот само буква Н. Но во овој случај, како турист, имаме додавање на N, значи зависно од зборот. Die Firma sucht den Touristen für die offene Stelle. Фирмата го бара туристот за отвореното работно место. Die Polizei befragt den Zeugen über den Unfall. Полицијата го испрашува сведокот за несреќата. Одиме понатаму. Sie unterstützt den Musikanten finanziell. Таа финансиски го поддржува музичарот. Die Fans bejubeln den Athleten nach dem Sieg. Фановите го слават атлетичарот по победата. Ich lade den Nachbarn zum Grillen ein. Јас го поканувам соседот на скара. Овде имаме einladen или trennbare verb или деллив глагол. Уште некои реченици за акузатив со ендеклинација. Der Trainer motiviert den Athleten vor dem Wettkampf. Тренерот го мотивира атлетичарот пред надпреварот. Die Firma entlässt den Assistenten wegen schlechter Leistung. Фирмата го отпушта асистентот поради лоши перформанси. Der Direktor begrüßt den Teilnehmern der Konferenz. Директорот го поздравува учесникот на конференцијата. Ich lade den Fotografen für ein Interview ein. Јас го поканувам фотографот на интервју. Ich habe den Kommilitonen auf der Straße getroffen. Јас го имав сретнато колегата од студии на улица. Der Lehrerin
Er mahnt den дипломатен, weil er unaufmerksam ist. Наставничката го опоменува дипломатот бидејќи е невнимателен. Тоа беше се за примерите со акузатив за ендеклинација. Сега продолжуваме со вториот дел од ова видео, односно со ендеклинацион имдатив. Истолкав број на примери ќе дадеме. Прва реченица: Die Lehrerin erklärt dem Jungen die Aufgabe. Наставничката му ја објаснува задачата на момчето. Die Firma gibt dem Praktikanten eine Chance. Фирмата му дава шанса на практикантот. Трет пример: Ich vertraue dem Journalisten, weil er ehrlich ist. Јас му верувам на новинарот затоа што е искрен. Der Arzt rät dem Patienten sich auszuruhen. Докторот му препорачува на пациентот да си се одмори. Следни реченици за датив. Die Polizei stellt dem Zeugen Fragen. Полицијата му поставува прашање на сведокот. Ich danke dem Kollegen für sein Interesse. Јас му се заблагодарувам на колегата за неговиот интерес. Das Hotelpersonal hilft dem Touristen mit dem Gepäck. Хотелскиот персонал му помага на туристот со багажот. И уште една реченица: Die Organisatoren danken dem Musikanten für seine Rede. Организаторите му се заблагодаруваат на музичарот за неговиот говор. Овие ни се сите дативни реченици со ендеклинација. Der Manager überfragt dem Assistenten eine neue Aufgabe. Überträgt dem Assistenten eine neue Aufgabe. Менаџерот му доделува на асистентот нова задача. Der Dozent erklärt dem Idioten die Theorie. Доцентот му ја објаснува теоријата на идиотот. Ich gratuliere dem Athleten zum Erfolg. Јас му честитам на атлетичарот за успехот. И уште една дативна реченица: Wir schreiben dem Kunden eine Nachricht. Ние му пишуваме порака на муштеријата. Der Trainer gibt dem Nachbarn wertvolle Tipps. Тренерот му дава на соседот вредни совети. Der Redakteur gibt dem Autoren ein Feedback. Уредникот му дава повратна информација на авторот. Трет пример: Ich erkläre dem Fotografen meine Idee. Јас му ја објаснувам мојата идеја на фотографот. Der Polizist zeigt dem Präsidenten den Weg. Полицаецот му го покажува патот на председателот. Се надеваме дека и за датив ова беа доволен број на примери. Сега ќе извежбаме и за падежот генитив и на крај ќе направиме една вежба. Деклинација на именките во генитив. Прв пример: Die Rede des Präsidenten war inspirierend. Говорот на председателот беше инспиративен. Die Hypothese des Biologen wurde bestätigt. Хипотезата на биологот се потврдила или била потврдена. Die Diagnose des Neurologen war präzise. Диагнозата на неврологот беше прецизна. Die Empfehlung des Psychologen half dem Patienten sehr. Препораката на психологот му помогна многу на пациентот. Одиме понатаму со нови примери. Die Worte des Poeten waren
waren voller Emotionen. Зборовите на поетот беа полни со емоции. Die Entscheidung des Chirurgen rettete das Leben des Patienten. Одлуката на хирургот му го спаси животот на пациентот. Во оваа реченица имаме две N-деклинации и двете ни се во генитив. Die Tasche des Touristen wurde am Bahnhof vergessen. Чантата на туристот беше заборавена на железничката станица. Уште некои примери. Die Worte des Musikanten berührten die Zuhörer. Зборовите на музичарот ги трогна слушателите. Die Argumentation des Demonstranten überzeugte viele Menschen. Аргументацијата на демонстрантот ги убеди многу луѓе. Die Erfahrung des Laboranten war von großem Wert. Искуството на лаборантот беше од голема вредност. Die Unterschrift des Kandidaten fehlte auf dem Formular. Потписот на кандидатот недостасуваше на формуларот. Die Karriere des Veteranen war sehr beeindruckend. Кариерата на ветеранот беше многу импресивна. Die Loyalität des Soldaten war unerschütterlich. Лојалноста на војникот беше непоколеблива. Тоа беше и за генитив, сега ќе направиме една вежба и завршуваме со ова видео. Имаме три реченици, една за акузатив, една за генитив и една за датив. Потребно е да пополните што недостасува, односно N-деклинација да направите. Ich kenne, потоа имаме архитект, N-деклинација додавате и schon vielen Jahren. Генитивната реченица die Reflexionen, Theologe, über den Glauben waren tiefgründig. Рефлексиите на теологот за верата беа длабоки. И како дативна реченица, wir hat Architekt eine neue Idee vorgeschlagen. Ние му имавме на архитектот предложено нова идеја. Направете N-деклинација во овие реченици. Со наша помош ќе ги прочитаме Ich kenne den Architekten schon vielen Jahren. Ова е акузативната, како генитивна, Die Reflexionen des Theologen über den Glauben waren tiefgründig. И третата дативна реченица Wir hat dem Architekten eine neue Idee vorgeschlagen. Тоа е правилното. Со ова завршуваме за ова видео. Ако ви се допадна, кликнете лайк. Не останува уште 1 до 2 видеа и завршуваме со ниво B1. Се гледаме во следното видео.